Со 67 гласа за, 5 против, без воздржани, пратениците дадоа зелено светло за законските измени, со кои се продолжува рокот за легализација на бесправно изградените објекти за уште 5 години, односно законот наместо 15 да важи 20 години до 3 март 2031. Целта на законот кој се донесе по скратена постапка на предлог на пратениците од власта е граѓаните да не останат со нерешени статуси поради административни пречки и заглавени судски спорови за имотно-правни односи, кои како што тврдат не биле по нивна вина, туку по вина на институциите. Продолжувањето на постапките се однесува исклучиво на веќе поднесени барања, како што образложија од ВМРО-ДПМН и вреди, без можност за поднесување на нови. Во ставот 2 пишува дека предмет на овој закон се бесправните објекти од ставот 1 на овој член, кои до денот на влегување на сила на овој закон се изведени градежните и инсталатерските работи во целост или во превод. До 2011 година бесправно изградените објекти се предмет на овој закон. После 2011 година дивоградбите не се предмет на овој закон. Пратениците од СДСМ и Европски фронт не гласаа за ова законско решение, а против беа од левица. Координаторот на пратеничката група на СДСМ Оливер Спасовски со став дека ја разбира потребата од пролонгирање на рокот, но наместо чести законски измени за бесправно изградени објекти, смета дека треба да се размислува за промени во системот за урбанистичко планирање и за градба. Во ред е да се продолжи законскиот рок за да може да се завршат овие објекти. Меѓутоа, дали го решаваме проблемот? Не го решаваме проблемот. Затоа што и вчера, и денеска, и утре веќе имаме нови нелегални објекти кои што никнуваат на територијата на државата, како последица од слабоста на институциите на системот. Тоа е повикот кој што е до нас пратеници да направиме нешто за консолидирање, промена на системот кој што ќе значи ефикасност, меѓутоа и стопирањето на дивоградбите. Законските измени за продолжување на рокот за легализација на бесправно изградени објекти доаѓаат на барање на управниот одбор на ЗЕЛ. Првично ваков закон беше донесен во 2011 година. Дополнителните 5 години се дадени за да се завршат постапките за објектите изградени до 2011 и се однесуваат исклучиво на оние граѓани кои веќе поднеле документација и со години чекаат разрешница.